Човекот кој порано го развозувал Зоран Заев додека бил градоначалник на Струмица фатен на дело, како со запален факел од хартија и текстил се обидува да подметне голем пожар. Вработениот во општина Струмица со иницијали АН со лисици на рацете беше однесен во основното јавно обвинителство каде што даваше исказ. Тој се сомничи дека намерно сакал да подметне пожар во атарот на брана Водоча кај Струмица, кој потоа би се проширил по околните шуми и со тоа би предизвикал општа опасност кај населението. Доцна попладне, јавен обвинител од основното јавно обвинителство донесе наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за обид да изврши тешки дела против општата сигурност. Имено осомничениот вчера попладне преку социјална мрежа се заканил на лице од Струмица дека ќе му ја запали викендицата, а потоа се обидел заканите да ги реализира. На локацијата брана Водоча се обидел да подметне пожар и да предизвика поголема имотна штета. Со запален факел од хартија и текстил ги запалил гредите на настрешницата, кои започнале да чадат и да горат. Со тоа предизвикал ризик од пожар не само на објектот, туку и на повеќе други викенд куќи и на нискостеблеста и високостеблеста вегетација која се наоѓала во непосредна близина. Поради опасност од бегство и можност да го повтори делото, односно да го доврши делото, јавниот обвинител до судијата на претходна постапка достави предлог за определување мерка притвор, се вели во соопштението од јавното обвинителство. Според неофицијални информации, човекот кој уапсен и е вработен во општина Струмица бил еден од шоферите кои го развезувале екс-премиерот Зоран Заев додека бил градоначалник на Струмица. Освен на Заеви бил шофер и на неговиот братучет Трајче Заев. По објавата дека е уапсен, експресно со реакција се јави и самиот Заев. Тој тврди дека тој човек работи во општината, но како портир, и воедно демантира дека му бил нему шофер или на било кој од неговото семејство.